и Святому Духу, и нине и присно, святи безсмртни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмртни, помилуй нас. Святи крепки, святи безсмртни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и присно, и во веки веков. Святи Боже, святи Христос, благослови се на Престолот, о слава да Твое царство, Ти кои седиш на херовимите, постојано во секојаш и вечни векови. Амин. Познати ми е на сите и удеци. Словото на крстот е безумство за оние што гинат и за нас кои се спасуваме сила Божја. Кога незнабожечкиот свет немилосрдно се стремил со оган и со меч да го избрише христијанството од земјата, меѓу самите цареви, гонители, промислата Божја подготвувала цар и избран сад на благодатта Божја, кој бил неприкосновен покровител на црквата Христова и кој смело и непоколебливо се отрнал од незнабожечките суеверија, приближувајќи се кон Христа, вистинскиот Бог. Пред царевите очи се прикажувало јунаштвото на христијаните и нивното непобедливо трпение заради љубовта Христова. Токму ова христијанско јунаштво ја разгорело љубовта кон Бога и Константиновото срце. Така како непобедлив сојузник во битките со незнабожечките цареви нему му послужил крстот Христов, кој со својата сила се подкрепува во тешките походи против демоните, против тешкиот јарем поставен од непретелите на христијанството. Со ова ќе победиш, пишувало посејно о сонцето крст, кој со видение му се појавил на царот Константин и со чија што сила тој ја објавил слободата на христијанството. Народот не можел слободно да го слави Бога и Творецот, на се сиромашните и бедните биле примани по царското покровителство, по сите градови настанало востанување и обнување на празниците, а епископите без пречки се собирале и решавале за прашањата околу верата и верскиот живот. Никој не смел да хули на името Христово, ниту да ги мачи христијаните, а секој кој сакал да се брои во редот на светиите, може слободно да прими крштение.
и настанала радост само во Римската империја, туку и во целиот свет. Веќе престанале гоненијата, а царот не само што им ги вратил на црквата сите имоти кои им биле одземани од страна на гонителите, туку уште им подарувал најголемите зданија наречени базилики, кои великолепни царски дворови биле претворени во христијански храмови. Самиот Константин бил длабоко посветен на Бога и горел љубов кон него, така што сметал дека христијаните им доликува да го слава Спасителот во највелелепните згради во тоа време. Но един царицата Елена, пак мајка на царот Константин, со младежка брзина се упатила кон истокот во својата земја да се поклони на сите места каде што деле нозете на Спасителот. Таму таа затегнала голем пустош, бидејќи незнабожците од омраза кон христијаните разрушиле многу светилишта и многу светињи закопале и уништиле. Самиот гроб Христов бил прекриен со ѓубре и до него бил подигнат илопоклонички храм на славострастниот демон на љубовта Венера, кој ревностната царица го разрушила. Путурнатините на ова развратно место по Божја промисла бил пронеден животворниот крст Христов, кога Елена со напислива радост му се поклонила. Но ние денес живееме во еден свет во кој доминира духот на непријателствата према крстот. Овој свет кој за свој идеал го има самолюбието, кој е без морал, во кој најважно е да се задоволуваат страстите и да се живее развратно, за жртвата и љубовта нема место. Денешниот свет не сака да слушне ништо за воздржание, за господарење на страстите, за пожртвуваност, за пост и молитва. Живее во трулеж и смрт, во здодевност и празнина, се забавува, но не се радува. Во суштина го одбива крстот и токму затоа не се среќава со Христа. Навистина добро забележал отец Александар Шмеман дека дури хорот радесно ќе пее крстот на царевите им е држава, крстот е убавина на вселената, околу храмот ќе бучи огромниот град без учество во ова скриено торжество и милиони луѓе равнодушни кон крстот ќе продолжат да го живеат својот секојдневен живот со неговите немири, интереси и радости, таги, не имајќи никаков однос со она што се извршува во храмовите. Денеска светот не сака да го земе крстот свој да трне по Бога. А зошто? Затоа што крстот ги плаши, им ги одзема страстното задоволство и угодувањето, затоа што од оној кој ќе го земе крстот свој се бара да го носи постојано, бејќи секој што тргнал по Христа без крстот свој не е достоен за него и неговата љубов према Богочовекот не е изворна и не вреди ништо. Таквиот човек приличи на човекот од евангелската парабола, како го семето било посејано на каменито место, така што тој откако го слушнал Словото Божјо, со радост го прифатил, но бејќи постојан, непостојан и тврд во срцето свое, штом настапиле првите искушенија, веднаш се соблазнал. Го напуштил Христа Бога и слегол од крстот свој. Затоа на сите нам ни се случува разни испитувања во верата, за на сите нам ни се случувало да страдаме заради загубата на ближните и имотите, неостварените планови и разни други несреќи. Но додека едните во плач му пеат на Бога со преклонети глави, просејќи од него богата милост и со силата на избавување од непријатностите, оние надвор од црковната ограда роптаат и хулат извикувајќи: зошто мене ова ми се случи? Бог не постои, веќе не помислил на мене во тешкотиите. Како и во слични други изрази кои секојдневно ги слушаме. Никој од нив не погледнал во себе си да не види дека внатре во него нема ништо што би го приближило до Бога, па може би затоа Бог му испрати искушенија
ако би го приклонил кон себе си, зашто Господ е близу до оние со скрушено срце. Самиот Спасител рекол, со него ќе бидам во неволите. Возлюбени во Господа, царот Константин со крстниот знак ја одбележал целата територија, а оклинците Христови со кои он беше прикован на крстот си направил шлем за главата своја, која го штител од непријателските напади. Со својата вера во крстниот знак во Христа Спасителот, тој ја сотрел сета војска на поробителите на христијаните. Денес повеќето луѓе не се осенуваат со крстниот знак, поминува покрај храмот Божји и не застанува да се прекрстат. Дали оние кои се борат против Христа, Бога и крстот Негов, знаат дека слободата на христијаните е постигната благодарение на пламенитиот христијански дух на царот Константин, а светињите, моштите, иконите кои биле запленети од непријателите на светите, биле вратени во црквите и манастирите во служба на нашето спасение. Возлюбени во Господа, по молитвите на Свети цар Константин Елена, да не помилува и да не закрпува во сите векови. Амин, на здравие и на спасение за многу лета. Господи, јавися нам, благословен гради во имја Господне. Господи, јавися нам, благословен гради во имја Господне. Господи, јавися нам, благословен гради во имја Господне. И слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и пресно и во веки веков. Амин. Милосердија Твој отверзи нам, благословена ја. Господи, заштитник на мојот живот, од кого ќе се плашам. Премудрост. Од посланието на светиот апостол Павле, до евреите ќе се чита. Да слушаме. Браќа, оно што осветува и оно што се осветува сите еден, и затоа не се срамува да ги нарече браќа. До целиот живот беа подложни благородство. Пошто навистина не од ангели примевме природа, а од потоа сме дошли да ни искушуваните, да им помогне. Мир на Тебе, што ни читаше, алилуја, алилуја, алилуја. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За сите на кои им треба Бога помош и заштита, да се помолиме на Господа. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господ Бог да не покаже синови наследници на Светото Царство со пење до поросвојдо ова вода. Да се помолиме на Господа. Прими ја Господи во Твојот на небесе, мисловен духовен Твој, жртвеник. Амин. И вjenčaš ti sja, molite sjaко Gospodo, pomilovati sja duša naši. Slava Tebi, Hriste Bože, apostolom pohvala, mučenikom radovanije, iže propovjed Trojica jedinosušnaja, Isaije likuje djeva im je v črevje i rodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka, Vostok imja jemu, Jego že veličajušte djevo,
облажаем. Христос е меѓу нас и ќе биде. Смилувај се на нас, Боже, по Твојата голема милост. И се молиме, чуј не и помилуј. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје и спасение на Божите раби и на кумовите. Амин. Свјати мученици, же добре страдалчествуваше и вјенчаште ся, молите ся Господи, помиловати наши. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучеником радование, и же проповедь Троица единосушная, Исаилику и Дева, им Его чреве, и роди Сына Емануила, Бога же и человека, восток имя Ему, Его же величающе Дево, облажаем. Христос е меѓу нас и ќе биде. Христос е меѓу нас и ќе биде. Смилувај се на нас, Боже, по Твојата голема милост, и се молиме, чуј ни помилуј. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје и спасение на Божите раби. Ајде, зајде. Господ ме на веков сине. Со среќа нека ти. Еј, кај мене. Јас сум Катерина Јовческа од Брвеница. Прв пат доаѓам на празнување на овој празник овде во село Блаце. И прв пат ми се паѓа паричето. Имав некое чудно чувство дури од вчера. И така да 2-3 пати се мислев дали да дојдам или не, ама ете. Кога нешто сака да се случи убаво, се случува и чувството не ме излажа овој пат. Очекувам здравје, среќа на мене, на мојата фамилија. Денеска, значи, го празнуваме празникот на светите Елена, царица Елена и цар Константин. Ние ја имаме таа црква овдека во село Блаце и е долга традиција, ово е старо место, стара црква, бидејќи селото порано било овде лоцирано околу водата. И овде беше црквата стара на нашето село и сега е озобновена, изградена и така натаму. И денеска денот е, значи, 3 јуни, не го менјава денот празникот, не го менјава датумот, денот го менјава, да. И имаме, значи, долго вечна традиција, подолга, децениска може да се рече. Ете, досега имавме еден кум, од оваа година се пријавија уште 20 кумови сакаат луѓето за здравје, нели сите. Лани ја имав таа среќа, мене ми падна паричката од лепчето, оваа година бев ја кум. Значи, ова прослава овдека, значи, има за сите јадење, пиење, за сите кои ќе дојдат да ја посетат, на денот да го посетат од црквата. Организира црковниот одбор и кумот, кој е. Последната година сега тројца кумови ќе биде уште повесело и поубаво, да. Сега само што заврши церемонијата, значи лепчето се подели, имаме тројца нови кумови, ќе има ручек за сите, ќе седнат луѓето, без ручек не оди никој, значи имаме посетеност од Милетино, Челопек, Тетово, Брвеница, значи убаво. Нема крај, веселба, рај за душата. И Сину и Светому Духу, ние присни во веки веков. Амин.
Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови го јадењето и пиењето пренесна трпеза. Преумножи Господи во село нашето град, во таткување на цел свет, што си свет сега, секогаш и во вечни векови. Амин. Господ здрави и спасение за нову годину и пријатна ручек на сите.